Почитувани, добар ден. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за транспорт и врски, господинот Милијан Акиевски. Господине Акиевски, веќе подолго време се зборува за усогласување на македонската регулатива со европската во поглед на медиумите. Што точно ќе биде опфатено во регулативата што ја подготвувате, а се однесува на медиумите? Имаме три цели што треба да ги оствариме со овој закон: усогласување со европска директива, постапување по препораките на Советот на Европа и подобрување на постоечките законски прописи. Тоа ќе значи сите оние забелешки што не ги даваа во овој изминат период, но исто така многу е битно и вградување на директивата, бидејќи ние како влада сакаме од 1 јуни 2013 година да целосно сигналот се префрли на дигитално ниво, што е многу битно и за квалитетот, но исто така и за прогресот на Република Македонија во делот на аудиовизуелната политики. И тоа генерално се столбовите на законот, така има и подобрување во работата и на регулаторните тела, но исто така и до прецизирање на некои одредби што не беа до крај проследени. Но сепак тоа ќе биде драфт текст кој ќе биде подлежен на јавна расправа и на сега ќе бидеме спремни да ги прифатиме сите позитивни критики. Нема нешто што ќе значи ограничување, загушување на слободата на медиумите и така натаму. Велите дека ова ќе се однесува на аудиовизуелните медиумски услуги, а од друга страна дел од уредниците кои што беа со вас на конференцијата во Охрид во своите колумни изнесува ставови дека станува збор за регулирање на печатените медиуми и на интернетот. Што точно ќе се регулира? Не е добро да се збори нешто ако го немаш видено. Но сепак јас ги разбирам дел од уредниците, значи воопшто не се планира да се регулира печатените медиуми, тука ќе се направи евиденција, како што го има во многу земји. Јас кажав, тоа го има во Словенија, го има во Германија. Значи, само идејата е, но ќе видиме што ќе биде на крајот како текст, е да се евидентираат. Односно да имаме еден регистар, да знаеме кои се печатени медиуми во Република Македонија, и тоа воопшто нема да биде пречка некој да започне со работа. Значи, ќе се направи само една техничка евиденција на печатените медиуми во Република Македонија. Тоа е идејата, бидејќи тоа го има во многу земји членки на Европската унија, и воопшто не се планира, како што е сега законот поставен, некоја класична регулација на печатените медиуми. Спомнавте дека не треба да коментираат нешто што не го виделе. Зошто тогаш не беа вклучени во изготвувањето на можните законски решенија? Значи, за почеток ние во месец декември пред целокупната македонска јавност и имавме билатерални средби, го презентиравме концептот, односно ја презентиравме рамката, што би сакале да постигнеме со овие измени. Врз база на таа рамка добивме голем број на забелешки од релевантни институции и врз база на тие забелешки, врз база на искуствата и врз база на компаративните анализи, ние подготвивме некој предлог решение кое веќе во финална фаза, можам да кажам, и тоа ќе биде презентирано. Значи мора нешто да има за да презентираш. Не е логично повторно да излезам со истата работа на јавна расправа. Значи имаме се врз база на таа рамка, подготвивме некој предлог решение во соработка со TAEX експертот, во соработка со Кондрат Аденајер, така да сега имаме нешто ново да му понудиме на сите заинтересирани страни. На последната средба на Сдруженијето на новинари со евроамбасадорот ОРАФ, Насер Салмани изјави дека владините учесници во диалогот со Сдруженијето не ги почитуваат роковите и се добива впечаток оти власта само декларативно води диалог. Како го коментирате тоа? За мене е најбитно диалогот да трае, бидејќи кога има диалог можно е да се најде решение, и ние ќе водиме диалог со повеќе здруженија, не само со едно здружение, и со сите релевантни чинители на пазарот, исто како за законските решенија. И за ова законско решение треба да се дискутира, битно е да има диалог, а кроз диалогот се надевам дека ќе најдеме едно решение кое ќе биде добро, бидејќи за нас, ние како влада, стоиме се уште за тоа дека ќе има декриминализација и ќе да се дискутира и ќе се води диалог со повеќе чинители на пазарот. Тоа значи дека и МАН ќе бидат вклучени во диалогот наскоро? Па сите релевантни здруженија ќе бидат вклучени во диалогот. На кои проекти конкретно ќе се скрати со ребалансот на буџетот на министерството? Па видете, принципот кој го зазедовме при ребалансот на буџетот е тоа да не прекиниме со ниту еден проект, туку дел од проектите да ги одложиме, но да продолжиме со проектите.
Конкретно во Министерството за транспорт и врски се скрати определени средства согласно ребалансот на буџетот и согласно она што требаше да контрибуира Министерството за транспорт и врски, но на пример еве да ви кажем што направивме, на пример за изградба на локалните мостови. Предвидено беше сите плаќања да бидат оваа година, но општините изготвуваат во моментов проекти додека да распишат постапка, додека да склучат договори, дел од плаќањето ќе биде наредната година. Истото тоа го направивме со други проекти. Например, изградба на зградата на Министерството, бидејќи Министерството за транспорт и врски треба да се сели во зградата на Министерството за надворешни работи. Дел од градежните активности ќе започнат оваа година, но плаќањето ќе биде наредната година. Така да, мислам дека мерките што ги донесе владата во текот на ребаланс, во најголем дел од институциите ќе значат можеби некаде со набавено темпо реализација на проектите, но нема да се откажеме проектите, но исто важно е не ги зголемивме даноците, не ги намаливме платите и не ги намаливме пензиите, исто така и субвенциите што на некој начин одиме на линија на она што сме го ветиле во програмата. Дали тоа значи дека реализацијата и изработката на проектите ќе тече, но фирмите парите ќе ги зема до година? Не. Значи, тоа е микс на политики. Значи, како што кажав, некаде можеби проектите ќе одат со позабавено темпо, значи ако требало да извршат работа од, не знам, 5 милиони евра, ќе извршат работа од 3 милиони евра. Но проектот ќе се тече, можеби ќе има закаснување 3 до 6 месеци, но сепак сето тоа ќе го направиме во договор со оние компании што имаме склучено договори. Така да нема да ги најлошо е на компаниите да не им плаќаш. Са ние можевме да не правиме ребаланс и ќе кажеме вршете ви работа, не ви плаќаме, но тоа е најлошо нешто. Ние како први менаџери на министерствата треба во соработка со компаниите да се договориме, но при тоа не треба да се откажеме од проектите, тоа е за нас најбитно. Колку пари точно се скратени од буџетот на министерството? Значи, со буџетот имавме околу 3 милиарди денари, сега имаме 2 милиони и 600, така да грубо некаде околу 5-16% се скратени од буџетот на Министерството за транспорт. Во дел од медиумите започнаа шпекулациите со имињата на луѓето кои што ќе заминат со новиот бран на ВМРО-ДПМН. Па така во дел од медиумите се најде и вашето име и информацијата дека ќе го напуштите министерското место и ќе заминете на некоја амбасадорска функција некаде во Европа. Има ли вистина во тоа? Па јас се уште сум министер за транспорт и врски, обавам оваа функција. Времето ќе покаже дали тоа е шпекулација или вистина. Времето некогаш е најдобар показател за тие шпекулации. Јас го водам министерство како секој ден како да ми е прв ден. Значи секој нов ден имам се повеќе мотив и елан да остварувам нови проекти, бидејќи во овие 6 години успеав да реализирам голем број на проекти, но секогаш има нови предизвици, нови проекти, така да имам елан се уште да го водам ова министерство. Тоа значи ниту негирате, ниту потврдувате за можна замена? Па времето ќе покаже дали ќе бидам амбасадор или не. Какви промени ќе донесе новиот бран во вашето министерство? Видете, ВМРО-ДПМН е на власт последните 6 години и дел од луѓето се замараат, дел од луѓето веќе не можат да го издржат ова темпо, дел од луѓето сами сакаат да се одморат, така да, но сепак има и нови сили, млади сили што сакаат да раководат со позицијата и ова е добро да се случи, бидејќи во многу земји ова се случува и добро е тоа да се направи во Република Македонија се со цел поквалитетно реализирање на проектите, што е можно во поголем процент да се реализира програмата, но исто така и поквалитетни услуги за граѓаните. На крајот на денот ние како партија работиме во интерес на граѓаните и ги реализираме проектите за подобар живот за граѓаните. И ова е еден добар процес што во моментов го прави ВМРО-ДПМН. Вие лично дали се чувствувате замаран? Јас кажав дека секој ден работам како да ми е мој прв ден. Но сепак период од 6 години има доста проекти за мене и има уште доста проекти кои треба да се реализираат. Ви благодарам за разговорот. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.